плаќат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Слава ти Господи Исусе Христе, го завршуваме озвучувањето на времето на скрбизмот на оваа книга, која е издадена 1998 по повод 10 годишнината од возобновувањето на театарот Скрби и утеха. Значи, период опаѓа од 1988 до 1998 и ја прикажува нашата битка со цензурата како Скрби и утеха водеше битки, ништо не беше дадено туку така, него секогаш имаше некоја темна сила која се обидуваше да го сништи овој возобновен македонски театар. Денес 2022 година, веќе гледаме реалност, излегоа, како што вели нашиот народ, сатанското рокчиња, така и нашите соседи, едните не даваат име, другите знаме, третите јазик, четвртите црква, дека имаме финале на тоа негирање на Македонија и македонците, народ кој не може да се избрише, затоа што така сакал Таткото Небесен и Семокниот Бог и не запишал во една друга книга која не се брише, во живото слово, Светото писмо. Значи, П89 страна, чекорот на театарскиот паразит. Големиот театарски продуцент и вечен алтернативец, кој веројатно ќе ја дочека и својата пензија како таков, непостоечки вид на алтернативност, на избор, на право на избор, разнесува низ театрите во Македонија белосветски театарски селектори за некакви белосветски или белосветски фестивали и никако да му достасат чекор да ги донесе тие што одбираат од македонската култура, што да и продадат на Европата, значи некако не му достасува чекор да ги донесе да видат нешто од тие духовни сценски пораки на театарот Скрби и утеха. Не баре ние сме заразени од некоја тешка театарска болештина, па не одбегнува како што се одбегнува чумата. Мислам дека тука се допираме до Антоанен Арто. И така тој театарски алтернативец разнесува, селектира, одбира, пребира и си патува по белиот театарски свет како нешто што живее врз нечи и труд, а самото ништо не создава. Мислам дека се работи за паразит, за театарски паразит и недостаток на чекор, расчекор се до пензијата. И сега кога гледаме дека Европа ни поставуваат услови од Егејска Македонија, од Грција, од Пиринска Македонија, од Бугарија, утре било кој да го примат пред нас Србија или ова ќе поставуваат услови. И гледаме дека во Европа сега потајно, а сега веќе јавно се поттикнува фашизмот, негирање на Македонија и македонците, парафраза на негирање на израелците, двата народи кои се избрани и пишани во живото слово, големата драма на животот и смртта која не може да се избрише. 90 страна тишина снимаме. Снимаме документарен филм со македонската телевизија, со документарната редакција. Беше еден жежок сончев ден во Доиран. Ја помнам разурнатата црква Свети Илија на дезерото. Го помнам штркот кој одлета во спротивен правец од камерата. Ги помнам школките на Дојранскиот брег како се едначат со сончевината. Но исто така ги помнам зборовите на тон мајсторот Владо од МТВ, Македонска радиотелевизија, зборувајќи за представата за Едисонце, рече: немам чувство дека се наоѓам во театар и дека не сетил како му минало времето додека живеел со представата. Снимаме документарен филм по повод 10 години Скрби и утеха и ги мериме зборовите на тон мајсторот за она што е и што не е театар. Немав чувство дека се наоѓам во театар, рече, гледајќи ја представата за Едисонце. Може би и несвесен дека им го даде најголемиот комплимент на театарските сонувачи, на таа езерска кота, на македонскиот народ кој суштествува и постои независно од нашите постмакедонски идентитети соседи.
кои се наоѓаат на Македонскиот полуостров, кој се именувал така до 27. март 1901. Третата, потоа со декрет на султанот се забранува тоа име. Тишина се снима напред кон сонцето Исусово. Амин. 90 страна за театарскиот резултат. Видете, тоа е суштината. Скрби и утеха. И денеска комплетно се премолчува зашто го снимам ова, па Исус знае. Резултатот беше 5000 према 150, 14.000 према 1000. Ви изборувам за финансиски средства, динари или денари беше, кои ги испраќаше Министерството за култура, сега и некогаш, тогаш и таму, овде и ваму, по големите суми патуваа во големите театри, ним 5000 на 150, ним 14.000 на 1000, во главниот град на Македонија. Помалите средства стигнуваа во скрб и утеха. Мислам дека се работеше за исти текстови, за речиси идентичен број на изведби, за уметници кои припаѓаа на еднородната национална културна ризница. Барем така ни се стори нам, на театарските скрбисти. Како и да е, преживеавме. Видете, тоа беше чекајки го Годо и Сердарот на Григор Прличев, кај нас наречен Келавата П. Дури Милица Стојанова играше во двете представи. Таму земат 14 пати поголем хонорар од кај нас. Денеска со временска дистанца се повеќе знаеме дека резултатот не е случаен, дека се работело за разлика, дистанца помеѓу она што сме биле и она што сакале тие ние да бидеме денеска во 2022 во европејскиот и нато самите европејци. Ние македонскиот театарски народ. За да не прима треба да смениш име, да немаш идентитет и така натаму. И токму на тоа се должи таа театарска финансиска разлика, тој театарски резултат. Сепак ние не се предадовме на малодушноста и просечноста, иако според театарските пари некому му се виде дека ќе биде баш така. Мислам дека се работи за духовна победа на Еврипидовата македонска сценска кота на скрби и утеха, а и по резултатите на представите. Ние не заостанувавме. Мислам дека ние имавме една пророчка нијанса за разлика од нивната себеафирмирачка култура. 91 страна, страф од дзиркање. Еден пролетен ден со роморот на дождот доаѓаа вестите од фондот Отворено општество, од Министерството за култура, дека едните не одбиле за пари, другите ни скратиле од ветената сума за да не почестат за нашата 10 годишнина и дека се уште нема термин за монтажа на документарниот филм со македонската телевизија, дека за месец дена најдосно ќе мора да најдеме просторија каде да ја преместиме компјутерската опрема донација од Благој Христов од Јаново Пирин за скрби и утеха. Се насобра куп вести тој дожлив пролетен театарски ден, се насобра. Слободан вели дека ќе се снајдеме како и секогаш. Владо даде термини за монтажа за нашата документарна сторија. Игор ми соопштува дека нашиот печатарски центар Лицеум, денеска Свети Дух, не ќе може повеќе да биде сместен во неговата соба. Се насобраа куп вести, лееше пороен дожд, ромореше. Утредента бевме во Министерството за култура, одби да не прими ненајавени одговорниот за театар. Стари познаници сме ние од тага за лебедот. Сепак успеавме да се провнеме низ обезбедувањето, да стигнеме горе пред неговата канцеларија, клак беше заклучена. Слободан проба уште еднаш два пати и резето не даваше да се отвори канцелариското вратуле во дувлото. Од онаа страна на таа затворена порта се слушаше неговиот глас како далечен одбивен поздрав на одговорниот за она што би требало да биде театарот. Беше внатре, не делеше заклучената врата од таа пуста јалова средба на нељубов и недоверие, на сомнеш. Заминавме оставајќи го заклучениот одговорник. Стари познаници сме ние. Иако тој истиот од онаа страна на клучалката на Министерството за култура нема видено ниту една наша представа. Се работи за 10 годишна театарска продукција, од оваа или од онаа страна на таа пуста, јалова македонска клучалка, или се работи за страф од циркање.
Еден пролетен ден доаѓаа вестите заедно со роморот на дождот. Немаше пеење, мислам дека тоа беше скрбење на дождот, на театарскиот дождец, или просто театарско дзиркање. 92 страна, свеќа наместо ракоплескање. Може би е подобро да ја откажеме представата. Напишав во пиесата, ние по дух слезе тоа. Во Зајдисонце напишав, може би е подобро да ја откажеме државата. И тоа било 98-97, денеска 2022. Интересно. Се разбира дека на вистина не сум помислил туку така, се работеше за театарска метафора, за пророштво. Мислам дека за Зајдисонце напишав дека текстот не сум го напишал јас, туку македонскиот народ денеска под духот е слезен за слава на Исуса Христа, а пак јас само го запишав. Сакам да ви кажам, театарски пријатели, дека и оваа книга е само запис на нешто што го доживеале група театарски сотрудници на големата театарска сцена. Сите настани на вистина се случиле и се дел од субјективната меморија на оние за кои станува збор во нивните дејства и дејанија. Може би ако некој друг ги следеше случувањата, тие ќе имаа сосема поинаква содржина. Но и тоа е мал дел од скрбизмот. Секогаш може да недостасува уште еден чекор за духовно единство со силата и љубовта на Господа Таткото Небесен Исусе Христа. Нам ни беше дадено да живееме токму така и токму тогаш, и токму во оваа древна македонска земја, токму, никогаш не е доцна Македонија, никогаш не е доцна човек да се покае за нешто што недостојно сторил некому или пак себе си пред да почне да отплатува по себе. Господ нека ги благослови сите оние кои веруваа во нас и ни помагаа, а нека им биде простено на оние кои беа на другата страна на скрбизмот. Впрочем, секој го добива она што го заслужува по царскиот Божи закон во Исус. Се она што ви го прават луѓето, правете им го и вие. Се што си правил, ке ти се прави. Каде започнува представата, а каде завршуваме ние? Каде завршува представата, каде почнуваме ние? Секогаш останува вечната дилема, дали тоа е се што можевме да го сториме за себе и за сиот тој театар околу нас, не заборавајќи да му одадеме слава на Таткото Небесен Исуса Христа. Еврипит и Хомер се дел од она што сме биле. Бидете ми добрамисла, благодат и берикет до следната ни средба. Со Господ напред врвиме понатаму. Амин. Запалете свеќа во некој духовен храм, наместо ракоплескање, а јас велам денеска во своето срце. Вербата, водилката наша и силата, и славата и царството на нашиот Татко Небесен Исуса Христа. 93-та страна, времето на скрбизмот. И оваа година, како и лани исто време, и ова лето Господово си врват разните театарски фестивали, манифестации, средби и други случувања. Се некако си течат тие случувањата, кроткичко по кроткичко, ним како да не им се случуваат превирања, како што сиве овие години му се случуваа на македонскиот народ и неговата забранета култура. И оваа година на тие кротки фестивалчиња, средби и случувања, неке го сретнете слободниот бунтовен дух на театарот скрби и утеха. И Зајдисонце, како и ние, нема да ги разбуди театарските случувања од соцреалистичкиот сон. Кротко си постојат, си траат тие случувања, фестивалчиња, представичиња. Покрај нив, како некоја древна клетва, минува бурното македонско секојдневие, во кое полека, но сигурно се крши македонската национална точка за која овој театар се обиде да проговори на сцената. Траат театарските случувања, кротко си постојат, како билки, како да живеат во некое друго време, како да театарствуваат за некои други места, други луѓе, само не за себе, не за собственото свое, наше и нивно, за Македонија и македонскиот народ.
Во една драма Некрстени денови излезе текстот додека ја има македонската култура, ќе ја има Македонија. Си траат фестивалчињата, разноразни лета, зими, средби, манифестации и среќавања. Почнаа сега и на чужди јазици, само за македонците нема. Како што тие не му припаѓаат на своето време, така скрб и утеха не им припаѓа ним. Овој театар го создаде Господ. Засмрди рејата на мртвиот театар. Време е да се појави Меерхолд. Еднашка рече Питер Брук. Секогаш кога ќе засмрди рејата на мртвиот театар, време е и добра почетна духовна кота на скрбизмот. И последниот текст, смисолот на неизбричената брада или 2000 години на Константин Сергеевич Станиславски од 94-та страна. Тоа се вистински настани. Ни одложија 4 представи со образложение дека сме ВМРО-вски театар. Плакатот не бил ВМРО-вски. Беше сонцето од кутлеш и како заоѓава вода и излегувава новото знаме. Сонцето на плакатот било ВМРО-вско. Се ближат изборите и полека и македонската култура ја зафати предизборна хистерија. Тој е антички символ од античка Македонија, кој може да биде ВМРО-вско. Потоа игравме еден ден во пионерскиот дом во Велес. Истиот ден на плоштадот се одржуваше митингот на политичката партија. Не прашаа дали намерно сме ја договориле представата да се совпадне со политичката промоција. Не опитаа. Министерот за култура не сакаше да ја финансира оваа книга. Зошто бе, дечко? Јунак тој. Македонската телевизија не сака да ги пушти да ги емитува снимената представа за Едисонце на 13 мај снимен 1998, мислам. До денеска не е емитувана, одела на ТВ Сонце, име на YouTube. И не сака да го пушти документарниот филм 1000 години како денот од вчера, потоа тој беше на повеќе фестивали. Не пред изборите. Каква врска имаат изборите со театарот скрб и утеха? Актерот кој го играше Гоце Делчев се појави на една представа со брада. Не сакаше да ја бричи, стекнал имидж со брада на политичките предизборни митинзи на една политичка партија. Помина едно дете во театарскиот ходник, го виде и рече: "Еј, Даме Груев." Тој требаше да го игра Гоце Делчев, требаше. Македонската култура бдее во политичкиот сон на предизборната хистерија. Во Македонија ништо ново, политиката и понатаму ја толчи културата. Ја ничкосува, ја пази, внимава да биде нејзина слугинка. Предизборна хистерија треба да славиме 10 годишнина. Документарниот филм и представата снимени за таа пригода не смее да ги пушти МТВ, барем не пред изборите. Каква врска имаат изборите со театарот скрб и утеха? Тој му припаѓа на Исуса Христа и на македонскиот народ. Во Македонија ништо ново во незиното строго контролирано тело на мртвата култура. Единствена светла точка во таа темнина е младата македонска публика која интензивно живее со заводот на сонцето во богодаруваната представа за Едисонце. Како светлина преку неизбричената актерска брада заради политичкиот имидж на борбата за власт, за тоа кој ќе ја владее македонската култура, таа пуста робинка и слугинка на власта. Тоа значи духот на овој свет. Се работи за класичен пример на цензура. Се работи за страф на политиката од сценската слобода. Се работи за тенката линија од која започнува времето на скрбизмот. Дали си ти, актеру мој, спремен да застанеш човек исправен на сцената, треба да ја зборува вистината. Наместо епилог ви го приложувам Кодексот на театарот скрб и утеха. Тоа е причината за нашето бидување, битисување. Македонија ги јаде своите деца. Зборот зошто, како вид збор е слобода, што е тоа слобода? Што е тоа слобода? Ете, тоа се реплики од представите на театарот скрб и утеха. Дел од нив и во документарните приказни. 1000 години како денот од вчера, Бакни го сонцето, кои беа шокантни кога излегува и отидоа на многу фестивали. Всушност оваа книга не завршува. Таа започнува
длабоко во нас, во нашата потреба за видело и слобода. Денеска кога сум во Исус Христос, сосема поинаку го разбирам ова. Во залог на македонскиот древен скрбизам напред и не дозволувајте вашата брада да биде политичка фуснота, употребена за една употреба во борбата за власт. Театарот е света работа. Барем кога живееме со скрбизмот, ние денеска знаеме дека театарот е всушност место за дарување на својата љубов, она што Питер Брук го вели место за потрага по Бог. Театарот е духовна категорија на соединување, учеството во Дионисовите слави. Например, според Аристотел, не е да се научат обредите, него да се соединиш со Бог. На Кокино се случува најстариот македонски театар, обреден театар, Хиерос Гамос, некој звони. Хиерос Гамос, небесен татко, оплодува земна жена и го раѓа првиот кокински жрец, првиот актер. Не она што е, туку што би можело да биде, рече еден македонец, се викаше Аристотел, царскиот македонски лекар, воспитан во македонската древна традиција поврзана со семокниот Бог. Тие го викаат нашиот татко, драј патер, добар татко. Константин Сергеевич Станиславски задосни со неговото кога би било најмалку 2000 Божи години. И Аристотел вели, не она што е, туку што би можело да биде. Тоа ги представува театарот и уметноста. Тука скрбизмот се едначи со македонизмот, крајот и почетокот се едно единство. Затоа нека биде, вие сте светлината на светот, вели Исус. Кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Амин, театарот е света работа. Ако на крајот и на почетокот го применуваш правилото на Еврипид, царскиот македонски хроничар и драматург, Деусен махина, на почетокот и на крајот на представата го повикува Бог, Отецот да пресече, за да не им се случува тоа на актерите, што го зборуваат во нивните животи, зашто Словото е живо, според Исус, нели? И за да ги заштити од политички влијанија. И еве го тој кодекс на Македонија со љубов, театар, скрби, утеха. Кодекс театар, скрби, утеха, локалниот идиом, има еден цитат кој го зборуваат славо македонците од околината на Лерин, води потекло од раниот Хомеров јазик. Ова го знаат и во Солун, него уште еднашка. Локалниот идиом, тој мисли на македонците во Лерин, кој го зборуваат славо македонците од околината на Лерин и секаде водени понатаму. Кукуш. Води потекло од раниот Хомеров јазик, тоа е Ерик Созби, професор, чермен, председател на Данскиот Хелски комитет, според книгата на Чулкас, грчки лингвист, издадена 907, препечатена 91. Еве го ова. Актерот е поет на сцената. Да се чита драмското дело како поезија. Тој е нашиот кодекс. Дали на сцената нудиме слобода на човечки идеи или не? Театар не препознавање на некои секојдневни вистини. Шекспир да го разбере и најголемиот простак, тоа е од Лоренс Оливије. Театар во потрага по општествената свест и совест. Повторно откривање на светот во потрага по излез и вистина. Да се сретнат публиката и актерот во актуелен момент. Театар на соочување. Еврипид вели, театарот ги врамува општествените конфликти. Уметничкото дело мора се да стави по знак на прашалник. Аристотел вели, катарза, после представата да одбиеш да живееш како порано. Бројот на публиката не одлучува за интензитетот на представата. Ова го направивме бидејќи се случуваше да ги исплашат луѓето. Ние сме играле за еден гледач. По Пирин, по Еге и натаму наваму. Дали театарот ви е неопходен за живот? Од бедата на реалноста да се претвориш во светост, свет актер, се качува на сцената на колец и се жртвува себе си, за да ја освети публиката, тоа е по-Гротовски. Актерот ја зборува вистината која другите не смеат да ја кажат. Ке и служиш, ке се жртвуваш за сцената или ке ја користиш за сопствени цели. Врзани околу идеја соединети заменување на светот. Антиполитички театар во политичка смисла на зборот значи се проповеда некаков морал. Реакционерен театар се спротиставува
на владеачката идеологија. Актер кој се жртвува, актер кој се продава. Тоа е Погротовски. Емоционално училиште за гола вистина. Вистината е во Исус Христос, се разбира. Еднот конот, како го испуштил бродот, ја препривал Темза за да го игра Шейлок. Ете, ова е таа книга, 10 години, потоа имам уште една. Нели, па уште една излезе на 20 години, на 30 години. И ние секогаш се уште сме на таа кота. Денеска театарот без оваа година не доби ни денар средства, што е жива срамота. Имаме политички министри за култура, сега имаме некоја жена министарка, ја не познавам нега од Битолско. Што да ја споменувам кога таа нема никакво чувство, сега се гледа дека се кршат некои закони, се градат споменици, таа ниту знае нешто, што ќе ги кажат, тоа прави. Тоа се полтрони кои не можеш ти да бидеш порано, имаше критериум кој ќе биде министер. Ние сме имале конфликти, сме биле на различни страни, суштински, зашто тие не сметаа нас за националисти. А потоа ни велеа, вие сте со ВМРО, вие сте со СДСМ, вие сте секогаш опозиција. Ќе не пуштат 2-3 години, кога ќе дојде министерот, ќе ги видат представите и веројатно ќе им се крене косата. И овој театар е потиснат само заради содржините, но тие не се мои. Тие слегуваа по дух до се до моментот додека ја сега идам 30 на книги Славата Исусе. Се до моментот додека не се развоив и конечно сам работам за Исус. Остана уште една драма, 7 години не ми дава власт. Со Кукурајко во лето, што испокрадува се и продадува, а и предходната 7 години не ми даваше премиера. 14 години не сум добил книга Славата Исусе, но мојот татко е семокниот Бог. Тие и гостувањата беа по 10 и повеќе години, но во еден момент се појави една наша колешка, која истурка 2 гостувања. Поразе, например, што добивме гостување во Македонскиот културен центар во Софија и не ни дозволија нашите да играме, да не направиме инцидент, да се скрби утека да игра во Софија. И потоа дојда бугарите овде, отворат Ванчо Михајлов и ти кажуваат нема македонци. Мислам дека треба да се прекина сите тие договори, Преспански, Рамковен. Ни една земја нема такви договори кои те ограничува. Видете, во која европска земја има дека некој мора да биде во власта. На сила. Мора да се дозволи природен процес, духовен процес на избор. Да се испораскинат тие сатански договори на тосани европејци што сакаат да ја сничкосат Македонија. Не можете да го направите тоа, бидејќи Македонија е запишана во Светото писмо. И ние продолжуваме понатаму, ги благословувам сите, им простувам на сите цензори, што беа настрвени како некои глодари, како некои мршојатци, мислеа на скрби и утеха е жива култура, тоа е духовна култура, не можете да уништите ниту Македонија. Таа е дух, бесмртен, запишана е во Светото писмо. Не велам дека македонците се посебни светци. Тие имаат своја одговорност, но како израелците кои имаат завет со Бог, македонците кои го повикуваа Бог. Мир вам и лесна и плодна сцена. Со Исус напред врвиме понатаму. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.